Да, продолжуваме со отворената утринска програма на телевизија Нова и веќе ви начнав што ќе ни биде прва тема за денеска. Колку каратето е женски спорт и според една статистика вели дека жените повеќе освојувале медали од мажите. Дали ова вистина ќе ни откријат двете каратистки, прекрасни дами, Моника и Наташа Стефановска. Добро ви утро и добро дојдовте. Да, имате премногу успеси. Јас ќе започнам со овој. Во премиер лига во Салцбург, Австрија, освојувајќи го петото место каратистката на Мак Петрол Моника Стефановска. Да, ова е најновото што сакаме да го откриеме на гледачите на телевизија Нова. Како започнавте? Како започна се? Зошто карате, зошто не балет, например? Да, и тоа и мајка ми ден денес се прашува и сакаше да тренираме балет. Почна се, ние трениравме всушност, игравме танци, нели во група со танци, помали дечиња бевме, јас бев 9 години, сестра ми 7. После нашата група почнува каратисти, нели во бели кимона, вежба карате. Нас ни беше чудно и нешто ново и сакавме да пробаме. Заедно се договоривме неколку другарки. И баталивме, нели, танци се и продолживме со каратето. Сите се откажаа така како мали, меѓутоа јас и Моника продолживме и не знам што не тераше уште долго време. Меѓутоа мислам дека интересно ни беше тој склоп на фокус, на дисциплина кој што го нуди каратето. Ние го прифативме и еве ден денес веќе јас 19 години веќе тренирам. Моника 17. Моника 17. 19, мислам, само разлика што сме, да. Да. Колку е женски спорт или нема тука разграничување машки женски спорт и оваа статистика е вистина дека жените барем во последно време освојуваат повеќе медали од мажите? Подобро котираме. Да, па женски или машки спорт има и во машкиот дел, нели? Многу добри каратисти кај нас во Македонија и општо во светот. Меѓутоа женски спорт е, не знам, може би некој ќе рече дека каратето е груп спорт, меѓутоа воопшто не е така, затоа што, како што кажав и претходно, тој тетира на дисциплина, нели, на фокусирање, исто така тетира и во другите сфери во животот да го практикуваш. Овој спорт не е само, нели, физички, како и сите спортови, меѓутоа овој спорт бара и многу концентрација, интелигенција, можеби и за тоа женските се поуспешни. Да. Мала шал. Да, Моника, ни доаѓаш со импресии од Салцбург? Па да, во Салцбург, значи беше последниот дел од карате 1 серии што се одржува, значи, на светско ниво. На сите овие надпреварувања во текот на годината се собираат бодови со освојување на пласмани, правење на победи или освојување на некој медал. И овој надпревар беше последен на кој што ние учествуваме оваа година. Значи, загубив во борбата за бронзен медал и имав 3 победи последователни во репасажните борби и со тоа го освоив 5-тото место. Да, честитки целата екипа на ИТН. Колку повреди сте имале до сега? За двете ова прашање. Толку ли е, не знам, верувам дека има напор во сето тоа, сепак е и боречка вештина. Па малку подоцна ќе за сите гледачи на телевизија Нова, малку да ги запознаеме како, од каде потикнува каратето. Па јас сум имала повеќе повреди, меѓутоа тоа е дел од спортот кој што се надминува. Од секој спорт, веројатно? Да, од секој спорт. Сега каратето, да, е боречка вештина и вештина која што може би гледачите мислат дека е многу стриктна, нели, има такви удари, меѓутоа ние сме во спортскиот дел на каратето, каде што имаме и штитници, нели, се заштитуваме на рацете, на нозете, исто така имаме на забите забала штитници. Така да сето тоа е, нели, заштитена опрема, меѓутоа како и во секој спорт се случуваат и повреди, но ние ги надминуваме, пробуваме да ги надминуваме и продолжуваме. Да. Какви успеси сте постигнале до сега? Моника, последно слушнавме 5-то место, Наташа? Па моје најголемо достигнување е 5-тото место на европското, официјално европско првенство за сениори, кое што се одржа во 2016 година. Претходно имам 3-то место исто на европско првенство за помлади сениори. Тоа е јуниори до 21 година. И на овие премиер лиги исто така имам доста медали.
со екипата исто така женската екипа на Мак Петрол. Тоа е најголемо достигнување во женскиот спорт во Македонија, затоа што на официјално европско првенство бевме 5-то пласирани како женски тим. И за тоа добивме и Оскар, исто така и како универзитетска Оскар, екипа. има и Оскар во Има каратето? спортски Оскар, да. Браво. Моника? Исто, значи бевме дел од екипата од карате клубот Мак Петрол, што го освоивме 5-то место, доста универзитетски медали на светско и на европско ниво, награди, доделувања, Оскари. Да. Може ли накусо да слушнеме за каква боречка вештина станува збор? Од каде потекнува и сето тоа? Или нема врска сето ова со акционите филмот? Така? Нема врска? Нема, но може би има делови и удари кои што ги користи каратето, иначе потекнува од Јапонија. Затоа и јапонците, например, се многу напредни во тој дел, во светскиот дел, и сите се стремиме нели да извлечеме некој дел од нив како го работат каратето. Боречка вештина е која што не е само, значи, ги спојува менталното и физичкото, значи, како што кажав и претходно, тедира на дисциплина, на точност, на навременост, на ментална сила, која што мора да ја канализираме и да ја преточиме во добар физички удар, кој што удар не треба да биде ни премногу јак, нити па премногу слаб. Значи, ние немаме удари во каратето како што имаат нокаути во другите некои спортови што се така боречки. Туку точно, значи, да опире до лицето или до телото, кое што ќе покаже дека сте доволно јак за да може и да го погодите противникот, меѓутоа тука се стопира. И после како оди тоа ката, па не знам, дан, еден, втор, трет, како беше тоа? Па има Појас. Да. Има два дела во каратето, тоа се ката. Вие сте во? Ние сме во борби, дел борби. Во делот ката, значи се изведува ката со замислени противници. Ти ги покажувате ударите, а во делот борби имате вистински противник и затоа ги кажав тие штитници, нели имаме ракавици штитници, кои што ја овозможуваат таа борба. И тоа. За појасите? Да, за појасите. Имаме прв дан, втор дан, меѓутоа тие се изведуваат исто така некои елементи во каратето, кои што прво се совладуваат со години, и потоа се полагаат тие данови. Сега, за да бидете тренер или инструктор по карате, треба да имате над 5-6 дан, кој што многу тешко се стекнува, треба да поминат многу години. Да. Името на овој спорт доаѓа од зборот каратедо, што на јапонски значи празна рака. Да. Во тоа време кинеското влијание на островот Окинава било многу распространато, и тоа во области како културата, образованието, уметноста и религијата. И каратето содржи повеќе стилови. Кои се тие? Ги знаеме сите? Да ги набројувам или? Сите не, ама да. Застапени се што тука ни вадари. Тука кај нас или воопштено на балканскиот простор? На балканскиот простор, па дури во светот, бидејќи нели каратето, спортското карате влезе во олимпискиот циклус за Олимпијада во Токио 2020 година. Сите се стремат да бидат учесници, значи, на ова спортското карате, кои што најзастапени се двата стила што тука ни вадари. Како млади дами, и Наташа и Моника, две сестри, преубави, прекрасни, со многу успеси во македонскиот спорт, врзан за спортот, конкретно за каратето. Што правите во слободно време? Како наоѓате време? Колку пати имате тренинг во денот? Па кога имаме циклус на надпревари, значи најчесто тренираме 2 пати на ден. Слободното време, значи нашето слободно време е всушност некое друго време што е за некој друг човек што содржи работа, факултет, учење, подготовки за тренинг, секако одмор, па дружење со пријатели. Да, на постдипломски студии, дипломиран економист и така натаму и така нааму, што нема врска со каратето. Јас мислев дека од див и двете доаѓате, но тоа е тоа. И понатаму со економијава што правиме сега? Ке имаме некој бизнес сектор нов, подмладен? Јас дал направен. Направен, да. А Наташа е дипломиран економист, веќе на постдипломски. Обратно. Така, Моника е, а Наташа направен. Да. Кој е оној што ви дава најголема поддршка и имавте ли некој пример во семејството, во фамилијата што се занимавал со овој вид на спорт?
Па родителите секако, имаме уште една сестра и таа ни дава голема поддршка. Пријателите, најблиските пријатели, пријателки. Нашите родители се спортисти. Нашата мајка има тренирано атлетика и скијање, нашиот татко исто така и скијање и гимнастика, меѓутоа не професионално, меѓутоа од нив мислам дека се тие гени кои што можеби сме ги наследиле. Да. Тренинг за подобро здравје. Има вистина во вас, секако, нели? Секој спорт е за подобро здравје. Која беше воопшто и причината вие да почнете? Имавте некои такви, не знам, исправување на рвтот? Да. Обично, нели, на балет ги носат таквите дечиња што имаат некој здравствен проблем, не знам? Или чисто сакавте да видите како изгледа да се занимаваш со овој спорт? Па за развој на секој дете, значи мора задолжително е да се запише на некој спорт, да тренира. Јас имав здравствени проблеми, Наташа не, но сега и најнови студии што покажуваат дека најдобар спорт за развој на физичкото здравје кај децата се карате, пливање и гимнастика, па така да не сме погрешиле во избор. Да. Понатаму, што планирате, ете, како каратистки, двете сте дел од карате клубот Мак Петрол, имате соперници, знам дека има повеќе, нели, карате клубови во Македонија, па не знам, се подбуцнувате, навивате за нив кога сте заедно некаде на надпреварување, а посебно надвор од границите на нашата ни држава. Да, кога сме надвор, секако навиваме едни за други, затоа што ја представуваме Македонија. Сега кога сме еден против друг, сепак постои тој ривалитет, да го кажам, меѓутоа не во некои лоши рамки, туку баш ривалитет кој што ќе донесе мотивација и за двете страни, и за мене, и за мојата противничка, да се бориме и да видиме кој ќе биде најдобар. Всушност, јас и Моника си имаме и надпреварувано една, може би еднаш до два пати, една против друга, да. Сепак за кого навива родителите тогаш? Најтешка одлука било тоа. Не, кој ќе победи, тој ќе победи, тој. За надвор, да, секогаш сме заедно. Сега во овој период со карате клубот Мак Петрол, значи се припремаме за помалите генерации, значи јуниори до 21 година и кадети се спремаат за светско првенство кој што ќе се одржи во Тенерифе при крај на октомври. Затоа што сега имаат припремен период, да. А ние се припремаме за нашето државно првенство кој што ќе биде, мислам дека при крај на годинава. А секако крајна цела е Токио 2020, се надеваме. Токио 2020? Да, на Олимпијада. Што се треба да подготвите за да бидете тип-топ за на Олимпијада во Токио? Кои ви се предиспозициите или воопшто ете целта Токио, но што се треба вие како нели веќе изградени личности, но нешто на што најмногу би требало да обрнете внимание. Што е тоа? Што мислите и двете, и за Моника и за Наташа? Па мислам дека бара многу поголеми откажувања отколку до сега, бидејќи нели сон на секој спортист да учествува на Олимпијадата, а во нашиот спорт таа норма што треба да се обезбеди ќе биде многу потешко да се обезбеди норма отколку да речеме таму да се настапи да се освои некое одличие. Па така да мислам дека ќе треба многу повеќе откажувања отколку до сегашно. Да, и според ова што вие утринава ни го кажавте како гостинки, излегува дека навистина и нема некоја многу голема разлика меѓу мажите и жените или воопшто не можеме да го разграничиме каратето како повеќе женски или како повеќе машки спорт, така? Да. Но добро, продолжете вие добро да пливате во овие карате води, доаѓате ни повторно со вакви високи признанија, посебно надвор од границите на нашата ни убава Македонија и повторно да се видиме во утринската на телевизија Нова. Ви благодарам за денешното гостување, ви посакувам многу успеси и Токио 2020 да биде остварување на вашиот сон. Ви благодарам уште еднаш. Фала ви. Да. Продолжуваме со отворената утринска програма на телевизија Нова. Секако тука се и вториот преглед на информативните вести со Александра Велинова, но за тоа потоа. Секако не ја менувате фреквенцијата, останете заедно со нас се до крајот. И денеска сме заедно со вас до 10 часот.